Isuse Hrisте, јас те љубам до небо. Isuse Hrisте, јас те љубам високо. Isuse Hrisте, јас те љубам срцево до Божјо царство небесно. Ти си патот, вистината и животот за секого од нас. Силата Твоја во љубов не води по патека тесна до Царство небесно. Силата Твоја во љубов не води по патека тесна до Царство небесно. Исусе мојот Бог и Спасител, во Него верувам, за Него живејам. Мир вам, Татко мој кој си на небесата, да се свети името Твое, да дојде, на вистина да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја, Татко мој, како на небото, така и на земјата, така и овде во Мавровската агора, во Мавровската црква. Лебот наш насушен, дај ни го и денес. Човек не се храни само од леб, туку од секој збор што излегува од устата на Бога, и простини ги долговите наши. Но ние треба да простиме, како што и ние им ги простуваме, проштеваме на нашите должници, и не воведи во искушение, и избави не од лукавиот. Те сакам, Господе Исусе Христе. Нашиот татко, ние имаме татко на небесата, го испрати својот син Исус, а што бараме овде на земјата, каде што е паднат сатаната по откровение и е фрлен на земјата, има малку време. И навистина имаме малку време. Вчера почина еден драг пријател, се представи пред Бог. И ние сите ја пееме. За неколку дена ќе дојде православниот Великден. Католиците го прославија минатата недела. Знаете, дури и во прославата на Исус сме се поделиле. Иако црквата е една. И пееме ние на Великден: Христос воскресна, Христос воскресна од мртвите. И кој ќе му кажеш на некој: ама нели пеете? Па добро, пееме. Дали само пееме или веруваме? И почина, знаете, и често се среќавам кога ќе замине некој, знам до тука е. Гледам да немам чувство. Еднаш дури една наша сотрудничка ја искарав, ми тврдеше дека мора да се тажи за умре. Јас си викам, зошто да тажиме ако ние знаеме дека овде сме привремено, имаме малку време и човекот кога ќе заврши овде, ќе заврши својата земна мисија, оди да полага за љубовта кај нашиот Татко Небесен. Значи, голи доаѓаме на овој свет и голи се заминуваме. Но сепак, добрината што ја правеле луѓето, и кога размислуваме дали доволно направив, дали доволно сведочевме. Например, сум му подарил книги, сме разговарале, сум снимал снимки во локалната црква со сотрудници. Последен пат зборувавме, знаете, се уште има корона, сатански напад за страв, пишан во Откровение. И зборувавме, му реков: па види, ако си во Исус нема да те нападне. И ме праша: вистина веруваш во тоа? Па да, зошто да не? Знаете, ако ќе му го предадете животот на Исус, инаку знаеше да дојде во сред зима, да се качи горе по снегот со стенд, например, со интервенција на срцето, да ти помогне да наместиш нешто. Го имаше тоа чувство на служење. И јас те молам, татко мој, за сите што се подчинати, и за мојот сотрудник брат, Рахма сам да те избере тебе и да остане во твојата љубов, дека еден ден сите ќе се собереме во Царството Божјо, да дојде Царството Божјо.
во нашите срца. И сепак чувствувам тага. Знаете, но веднаш станувам и знам дека ја завршил својата земна мисија. Ние не би требало да тажиме кога луѓето умираат, но сепак блиски се, ти недостасуваат, се врзуваш за луѓето, а би требало да го бараме Царството Божјо. Те сакам, Господи Исусе Христе, те молам за сила за семејствата на тие што починале. Другиот сотрудник од црквата ми кажуваше за млада мајка која починала, оставила 2 млади деца. Како да им објасниш на семејството? Па едноставно да го прифати, да ја прифати состојбата, да повика кон Исус и да живееш по Исус. Исус ја победи смртта. Нема смрт. Ние сме кратко на земјата, кратко сме тука, бргу поминува. Имаме малку време да го избереме Исус, да научиме да љубиме, да научиме да помагаме, љуби го својот ближен како себе си, например, кој ќе дојде да ти помогне, како мојот сотрудник. Арсе. Бог да го прости, ние велиме. И велиме слава му, иако нашата слава може да биде само во Исус. Пишано е, славата Исусова. Се молам за неговото семејство да има мир и љубов. Да ја преброди бргу тагата, зашто ние сите ќе се собереме горе еден ден, кога ќе го избереме Исус. Матеј 15, тогаш пристапија кон Исус ерусалимските книжници и фарисеи велејки. Пазете, кон Исус пристапуваат ерусалимските книжници и фарисеи. Постојано се тие книжници фарисеи кои солат памет, контролираат, кои се седнати на Мојсеевиот престол и го распнаат Исус. Го распнуваат Исус. Го знаат Словото кое убива, а духот го немаат Исусов кој оживотворува. Зошто учениците твои го престапуваат преданието на старите? И ние сега зборуваме за предание, ние си имаме наша заедница. Ја гледам, слушам служба на претходната католичка деноминација. Во еден момент доминантно станува католицизмот, православието или протестантизмот. Видете, Исус е доминантен. Лицето на Бог и лицето на зверот е се она што ве оттргнува од Исус. Едно е лицето на Бог, тоа е Исус, бидејќи Исус е видлив, и ликот на зверот во кој е вдахнат дух и ти му се поклонуваш на здруженија, нации, историски личности, политичари, водачи на заедници, пастори, папи, архиепископи, апостоли. Те сакам, Господи Исусе Христе. Владици. Знаете, само на Исус му се поклонувам. Значи, зашто не си ги мијат рацете кога јадат леп? Сега има корона и не учат да ги миеме рацете. Интересно, Исус вели, ако останете во мене да испиете нешто отровно, нема да ви биде и змија и шкорпија ќе нагазуваш, и лав и змеј ќе убиваш. Но ако си во Исус, ето е прашање што значи да си во Исус. А тој им одговори, Исус им рече, па зошто и вие ја престапувате Божјата заповед заради вашето предание? Во еден момент преданието, доктрината на локалната заедница, на протестантската, православна или католичка станува доминантна и тоа е лицето на зверот. Ти се поклонуваш на друго наместо на Исус. Зошто Бог заповедал и рекол, зборува Исус, почитувај ги татка си и мајка си. Видите, растурањето на семејството, што е сатанска доктрина, што сега доаѓа и во Македонија, во Армакедонија, и ние го сеќаваме тоа. Растурањето на браковите е сатанска доктрина. Кој злостави против својот татко или мајка си, со смрт да се казни. Значи, ти ако не можеш да ги љубиш татко си и мајка си, како ќе го љубиш Бога кога не си го видел? А вие велите, ако некој му рече на татка си или на мајка си, она со што би можел да се ползуваш од мене даре. Тој зборува дали ти треба да се грижиш кога твојот татко ќе биде немоќен, како што тој се грижил кога ти си бил немоќен, да станеш човек, да дојдеш во свесна состојба, да добиеш сила од Исус. Па сега по својата сопствена волја да избереш љубовта на Исус Христос или омразата на Сатанас или себељубието. Тога што може да не го почитува својот татко или својата мајка, така ја нарушивте заповедта Божја заради вашето предание. И кога ги каменуваат и ги убиваат апостолите, мислам беше Стефан, тие му велат тој сака нашите адети да не ги растури. И ние Македонија има многу адети. Од неолитот, од неолитскиот кокински театар, од железно време,
од Хомерово време, од антиката. Сите тие адети на општење со Бог, пред да дојде Исус, се вметнати во христијанството, во католицизмот и во православието. Протестантите пак се по богомилската основа на Богомил. Тие се крштевале со Библијата свртени кон исток и со стапеден оделе по светот. Тие добро велат за лицето на зверот, дека за одредени слики во црквите, фрески, икони, луѓето не знаејќи им се поклонуваат на демони. Со оглед на тоа дека лицето на Бог е Исус, а сето она друго што те оттргнува од тоа е лицето на зверот, во кој има вдахнат дух, дури и оган слегува од небесата. Па така кога ќе видам дека луѓето некои чуда, исцелување и огнови, добро треба да се размисли. На која страна сте на езерото? Дали сте на Исусовата страна или на вашата страна кога влегувате во коработ? Лицемери добро пророкувал за вас Исаија, велејки: овој народ се приближува до мене со устата своја. И со устните ме почитува, а срцето негово стои далеку од мене. Значи го почитува со устите, фарисеи говорат, а не извршуваат. Рецитираш, но напразно ме почитува, учејки со човечки учења и заповеди. Човечки учења, правила и заповеди. Тоа е она што христијанството го оттргнува, тоа е лицето на зверот во кој е вдахнат дух, правила, адети, канони, постапки, начини, цитирања, мртви слова. А немаш доволно љубов да ги љубиш сите, да им простиш на сите, никого да не осудиш, да се покаеш за своите гревови со кои си излегол од законот на љубовта, да се покаеш за гревовите на твоите предци и да ја прифатиш Божјата волја, волјата на твојот татко во твојот живот. Така да кога ќе почине некој, ти знаеш дека деновите на човекот се избројани, дека и влакната на главата ни се избројани и дека до тука било. Последното што зборувавме е дека со верба во Исус може да се победи короната. Знаете, дури разговаравме на телефон и тој ми вели утре ќе има лошо време. Кога ќе го сватам тоа во духот, ми ја кажа пораката. После неколку часа почина. Се представи пред Бог. Тешко е за семејството. Но луѓето не умираат. Телото оди во земја, се остава, кафезот, а душата оди се представува пред Исус и ништо не може да понесе освен својата љубов. Кога ќе се сетам како трчаше и помагаше, знам дека е натргнат на кај Исусовата, на кај Царството Божјо. Бог знае, те сакам Господи, и откако ги повика луѓето им рече: слушајте и разберете. Не го осквернува човекот она што влегува во устата. И сега се прашувам како може короната да ве осквернува, ако го имате печатот на Исус на челата свој. Значи, два печата имаме во Откровение. Туку она што излегува од устата, тоа го осквернува човекот. Тогаш неговите ученици му пристапија и рекоа: знаеш ли дека фарисеите штом го чуја тој збор се соблазнија? И денеска се соблазнуваат фарисеите, садукеите, земните телесни цркви. Тие се борат за верници, за пари, за донации, а тој одговарајќи им рече: не собирајте богатство на земјата каде што ги јаде молецот и рѓата, секоја садница што не ја насадил мојот Отец Небесен. Дали си ти садница што те насадил Таткото Небесен преку Исус? Или сам си се садиш, сам си се поставуваш, сам си се прогласуваш, сам си цитираш, сам си зборуваш од себе си? Исус не изусти ни еден збор од себе. Отецот зборуваше низ него. Он ги вршеше делата, Духот Утешител. И тој е тој стих кога Он ќе дојде, Духот Утешител, Духот на вистината, мене ќе ме прослави. Таткото Небесен Исус нема да го прославува лицето на зверот, деноминации, фрески, икони, политичари, пејачи и сето друго идолопоклонство, кое е лицето на зверот во кој е вдахнат дух. И пламен дури пишува дека ќе симне од небото за да ве прелаже, под небесни сили на злото. Лицето на Исус, на Бог,
е Исус Христос и Него ќе го прослави. Те сакаме, Господе Исусе Христе, секоја садница што не ја насадил мојот Отец Небесен ќе се искорне. Оставете ги, тие се слепи, водачи на слепи, а кога слеп води слеп, обата ќе паднат во јама. Македонија, откако влезе во овој период на сатанска демократија, така наречена поделеност и раскараност, ние гледаме како полека целиот народ е кинисан, тргнат, заталкан, заакан на кај јамата, бидејќи ве водат слепи луѓе, сребролюбци, поднебесни сили на злото на овој век. Тоа е лицето на зверот на кое вие му се поклонувате и го имате печатот на зверот и ќе ви стават чипови. Само оние што го имаат печатот на Исус на челото, нема да му се поклонат на зверот. Тие го победија со крвта на јагнето. Крвта на јагнето треба да дојдеш на крстот, да ја оставиш грешната природа, стариот тихо да го оставиш да умре и да дојде нов тихо, нов човек, богороден, роден од дух и вистина, духот на Исус да те води, да му дозволиш, да му дадеш власт во твоето срце, за тој да ти даде власт, да газиш на змии и на скорпии и ништо нема да ти напакости. О смрт, каде ти е осилката? О пеколу, каде ти е победата? Клучевите од адот ги има Исус Христос. Нема смрт. Првата смрт е физичка, втората е во огнено езеро. Поминуваш со телото, го оставаш во земја, душата поминува низ огнот на љубовта. Ако немаш љубов, ќе изгориш. Ако си материја врзан за земјата и ќе чекаш долго време, повторно да добиеш можност да повикаш, да клекнеш пред Исуса, да речеш: татко, погрешив пред тебе и пред небото. Петар пак му одговори и рече: објасни ни оваа парабола за слепите што паѓаат во јама. Исус му рече: ама вие уште ли не сваќате, уште ли не разбирате дека се што влегува во устата минува преку стомакот и се изфрла надвор, а она што излегува од устата излегува од срцето, тоа го осквернува човекот. Што мислиш за другите, како постапуваш, како се однесуваш, дали ти е тесно во срцето, зашто од срцето излегуваат лоши помисли, убиства, прелюбодејства, блудства, кражби, лажни сведоштва, хули. Тоа го осквернува човекот. А да се јаде со неизмиени раце, тоа не го осквернува човекот. И сега ве учат дека короната ќе се спасите. Короната е дозволена затоа што нема љубов, затоа што светот е при крај, затоа што се поклонуваат на ликот на зверот, затоа се дозволува. Доаѓа време на второто пришествие. Армагедонските слави зафатија. Армагедон ги собра сите на местото по еврејски наречено Армагедон, последната битка, кога Исус ќе дојде на облаците. А дали ти го чекаш тој момент? Или си се врзал за земјата и кога излезе од таму Исус, замина во краевите Тирски и Сидонски, а може и во Мавровски, и ете една жена хананејка излезе од оние краишта, повика кон него велејки: смилувај ми се, Господи, сине Давидов, ќерка ми жестоко ја мачи демон. Но тој не ја одговори ниту збор. Пазете го сега овој однос. Доаѓа жена, моли, не ја одговора ниту збор. Но тој не ја одговори, и откако пристапија до него учениците негови го молеа и веле: отпушти ја, зашто вика по нас, не сопира да вика: Исусе помогни ми, Исусе помогни ми, Исусе помогни ми. Иако немаше одговор. А тој одговори и рече: јас сум пратен само кај загубените овци на домот Израилев. Таткото Небесен го праќа Исус кај народот со кој има завет, кај израелците, и тие го распнаа. И потоа вели: ќе изберам народ што ќе го прослави моето име, во Дела 15:14, во Дела 16:9. Ноќеска сонував еден сон. Пред мене стоеше еден човек, македонец. Е, тука сте вие, армакедонци мои. Но таа кога пристапи му се поклони и велеше на Исус:
Жената, Господи помогни ми, Исусе помогни ми. Тој одговарајќи и рече, не е добро да се земе лебот од децата, се мисли на Израелевите синови, деца негови, и да се фрли на кучињата. Видите, кучиња се оние што начин на однесување. Песот се влаќа на својата блуеница и свињата во калта. Но таа му рече, да, Господи, но и кучињата јадат од трошките што паѓаат од трпезата на своите господари. Не се откажа, викаше, липаше. Тогаш Исус одговори и рече, о, жено, голема е твојата вера, нека ти биде по желбата твоја, и во тој час оздраве ќерката нејзина. Познавав една жена, мажот ти беше болен. Не знам дали е во Исус останата. Меѓутоа, тогаш кога се случи тоа да отидеме кај неа, беше безнадежен без сопругот, состојбата негова. На границата на животот и смртта. Неподвижен, речи си. Се фати за нозете Исусови и липаше, викаше, Исусе, помогни ми, Исусе. И тој се крена, денеска оди и шета по светот. Видете, тој е тој систем, да не се откажуваш. Нема одговор, продолжува да вика. Тој вели, не е за тебе. Она вика, Исусе, Исусе, верата твоја те спаси. Тоа е вера. А ние зборуваме кога некој ќе почине. Кога ќе се случи нешто, ќе ни каже некој, паѓаме со духот. Штом замина оттаму Исус, и во тој час оздраве ќерката нејзина. Тоа е црквата, земјата, државата, заедницата. Штом замина оттаму Исус дојде кај Галилејското море. Се искачи на гората и седна таму. И дојде кај него многу народ кој имаше во себе куци, слепи, неми, сакати и многу други, и ги положија пред нозете на Исус, и тој ги исцели. Не се работи само за физички проблеми, за душевни, за духовни. Состојба. Под нозете Исусови се исцелува. Под нозете Исусови. Не си ти над Исус. Не си ти сам по себе си. Не си ти. Нема ученик поголем од својот учител. Видете како Хананејката падна на колена и молеше. Така се исцелува. Така се доаѓа пред Исус. Не е тоа фарисејство, цитирање на стихови, а немаш доволно љубов да ги љубиш сите. Те сакаме, Господе Исусе Христе. Така што народот се воскитуваше гледајќи како неми зборуваат, сакат и оздравуваат, куци се движат и слепи прогледуваат, и го прославуваше Бога Израилев. Татко мој небесен, се враќам пак кај тебе. Ние зборуваме дека животот овде завршува, службата и нашата душа со духот се враќа во Божјото царство, зашто Исус вели, ви приготвив место, зошто тогаш да плачам за некој што завршил. Треба да се радувам, те сакам, Господи Исусе Христе. А Исус кога ги повика учениците своји им рече, жал ми е за луѓето зашто 3 дни веќе стојат кај мене и немаат што да јадат, а да ги распуштам гладни не би сакал за да не премалеат по патот. И Исус вели, имам храна за јадење што вие не ја знаете. Мојата храна и мојата е да исполнувам волјата на оној што ме прати. Но учениците негови му рекоа, од каде при нас толку леб во пустинава за да се нахрани толку народ? Исус ги праша, колку лебови имате? Тие одговорија 7 и неколку рибчиња. Видете, не е битна количината, битна е суштината. Значи, 7 и неколку рибчиња за илјадници луѓе. Тогаш му заповеда Исус на народот да поседне по земјата. И откако ги зеде 7 лебови и рибите, заблагодари на се што имаш. Слава ти, Господи Исусе Христе, ти благодарам за се. Ги прекрши им ги даде на учениците своји, а учениците на народот. Не можете ништо да земете, ако не ви е дадено од небото. Значи, извор на вода што тече за живот вечен, извор што не пресушува, нема никогаш да огладни, кој верува во мене нема никогаш да ожедни, никогаш да огладни, никогаш да ожедни. И јадеа сите, и се наситија, и кренаа останати парчиња 7 полни кошници.
Јас дојдов да имате во изобилие да се прелева. Оние што јадеа беа 4000 мажи покрај жените и децата, па штом го распушти народот, влезе во кораб и дојде во Магдалските предели, и дојде во Мавровските предели, и дојде во сечие срце, кое ја отвори широко вратата, бидејќи Исус вели, ете чукам на вратата, кој ќе отвори, ќе седнам и ќе вечерам со него. Господе Исусе Христе, семоќен Спасителу наш, Господар над господарите, Цар над царевите, Алфа и Омега, се е од него и за него создадено, почеток и крај, првиот и последниот, се преку него се држи и животот е даден од него, он го дава и зема животот. Животот е самиот Бог, духот на нашиот Отец, вдахнат во секого од нас. Но тие повеќе не може да умрат. Исус ја победи смртта, ги има клучевите од адот и денеска и за секогаш Исус. Ја прославувам, Господе Исусе Христе, Твојата победа над смртта, над сатаната, над демоните, над болестите, над короната, над се што не е Божјо, во моето срце и душа, во оваа црква, во оваа заедница, во Армакедонската земја и на секаде. Слава Ти, Господе Исусе Христе! Исус напред, ние по него, за секогаш Исус, се можам со Исуса Христа кој ми дава сила, љубов, мир, трпение. Мир вам до Божјо Царство Небесно. А ти, брате и пријателе, дали му се поклонуваш на ликот на зверот, кој прави разни чудеса и вдахнал дух на идолопоклонство кон зверот, или го гледаш лицето Исусово, лицето на Бога, го прифаќаш Исус во твоето срце, а тоа е лицето на љубовта. Амин. За секогаш Исус. Амин. Исусе Христе, јас те љубам до небо. Исусе Христе, јас те љубам високо. Исусе Христе, јас те љубам срцево до Божјо Царство Небесно. Ти си патот, вистината и животот за секого од нас. Силата Твоја во љубов не води по патека тесна до Царство Небесно. Силата Твоја во љубов не води по патека тесна до Царство Небесно. Исус е мојот Бог и Спасител, во Него верувам, за Него живејам.